Настанало стампедо и се спасувале сами. На копната ноги во Пулс имало многу малолетници, а пиротехника се користела и претходно. Сведочеа дел од преживеаните на денешното рочиште. Тие раскажаа дека првично не го забележале пожарот, кој силно почнал да се шири. За жал за некои од присутните во дискотеката било доцна за спас. Доцна отидов таа вечер во диското, а внатре сретнав многу малолетници. Полициските службеници кои ги гледав и претходно во диското знаеа дека таму влегуваат малолетници. Кога настана пожарот, јас во тој момент бев надвор. Наеднаш настана стампедо и кој колку можеше даваше помош. Сите паѓаа еден врз друг. Дел се заглавија на самиот влез меѓу првата и втората врата во диското. Додека го барав брат ми, нешто од озгора падна врз мене. Се распрсна во пламен, па излегов. Кога се вратив по втор пат, го најдов на самиот праг пред диското. Внатре имаше многу тела, ниеден немаше свест. Веќе беше доцна за нив. 25-годишниот сведок Иван Данаилов сведочеше дека во Пулс влегол со билет за кој не му дале фискална сметка, ниту пак му бил побаран документ за идентификација. Кога избувнал пожарот, вели настанало стампедо, а излегол со помош на обезбедувањето. На почетокот не го забележавме пожарот. Од бендот кажаа и побараа од сопственикот да донесе ПП апарат. Први не видов никој, а кога излегував го видов Михајло како влегува со ПП апарат. Никогаш претходно не сум видел таму ПП апарати. Инаку денешното рочиште започна со предупредување до родителите на загинатите да го почитуваат редот во судницата. Судијката Дијана Груевска-Илиевска им објасни дека сите обвинети имаат право на адвокат и се закани со исклучување на јавноста на наредното судење, што го побара и адвокатката на сопственикот на Пулс и неговиот син Ивана Коцевска. Дел од родителите на загинатите кажаа дека ја почитуваат адвокатурата, но побараа одговорност и почит кон нивната болка. Свесни сме и го почитуваме значењето на адвокатурата во остварување на правдата, тешко и остварено начело дека секој човек има право на одбрана, па дури и оној обвинет за тешки кривични дела. Токму затоа очекуваме одговорност, професионалност и почит кон болката и траумата на семејствата. И искрено како човек кој се нарекува интелектуалец, би требало барем да разликувате таа елементарна разлика. Таквата ваша изјава е чиста небулоза извадена од реалност. Следното рочиште е закажано на 2 февруари.